Во 13 општини, помеѓу кои и Прилеп, денеска започна пробниот попис. Во градот под Марковите кули во 2 пописни круга се планира да се попишат околу 200 домаќинства, а исто толку и во соседната општина Долнени во селата Лажани и Црнилиште. Пробниот попис засега тече нормално и без никакви проблеми. Оне колешката Линда Мазеска, тој ден сме за пробниот попис. Граѓаните и нивниот имот се попишуваат преку електронска апликација која засега функционирала без проблем. Немало проблем ниту со конекцијата на интернетот. Кога ќе се внеси попис матичниот број на лицето, сите оние податоци кои што се влезени во база, значи базата од Министерство за внатрешни работи, Агенцијата за вработување, Управа за приходи, нашите бази на податоци од Државниот завод за статистика и така натака, вкупно се 6. Сите тие податоци се генерираат во апликацијата. Ги прашуваме домакините, кои што, тоест лицето кое што се попишува, дали се вори, дали се исправни и само ги потврдуваме. На тој начин, значи, оди многу побрзо попишувањето. Како помина попишувањето, дали се беше во ред, колку време траеше? Па тоа беше кратко, негде 10 минути. Мислам, се беше во ред, онака. Се попишува и оние граѓани кои се во странство, доколку семејството ги поседува потребните документи за нив, доколку пак семејството ги нема потребните документи. Идната година во април, тие ќе може сами да се попишат во странство преку соодветна веб апликација. Во вкупниот број, како резидентно население, влегуваат само оние лица кои што се отсутни од државата не подолго од една година. Меѓутоа, и сите лица кои што се државјани на Република Македонија, ги евидентираме, ги попишуваме без разлика што ќе бидат подолго отсутни од државата, меѓутоа тие не влегуваат во вкупниот број на резидентно население. Граѓаните без проблем ги примаа попишувачките тимови. Велат дека редно време е Македонија да ја направи оваа статистичка операција. Треба да се направи попис, да се видат луѓето кои се, како се, колку се излезени од државата, колку се тука, колку се, например, по националност. Син ми е во странство, ние овдека сме двајцата. Има и македонски пашуш и австралски. Сите, мислам, документи си има и овдека и таму. Треба да има да се попишим да видиш осне, колку сне, како сне, шо. Целта на пробниот попис била да се увидат сите недостатоци и истите да се коригираат. Во октомври ќе имало и втор пробен попис. Резултатите од овој пробен попис никаде нема да бидат објавени, ниту пак публикувани.